Имаме гостин, односно двајца гости. Ќе одиме прво со момчето, Џефри Гил, кој што живее во Англија, во Велика Британија и кој што плива во базени на отворени води скоро една декада, една деценија од неговиот живот. Неговата мајка е со него, Сулейманка Хоуп. Добро утро за двајцата. Добро утро. Good morning. Добро утро. Ти оди македонскиот добро или не баш? Па, не баш. Добро, ќе се потрудиш нешто да одговори. You'll try to answer some questions on Macedonian. Ќе се потрудиш нешто на македонски да одговориш. Окей? Да, добро. Окей, универзален термин, го знаеме сите. Да, причината поради која што Џефри е ова утро во Македонија наутро е неговиот обид да се преплива Ла Манш во август 2025 оваа година, меѓу 16 и 22 ќе плива со екипа заедно и ќе се обиде да го реализира едно од најтешките остварувања во светот на пливањето. Дали си свесен каков предизвик е пред тебе? Are you aware of the challenge that you have in front of you? Yeah, it's a big challenge. But I've trained very hard. I've swam for over a decade now, so it's nothing Голем new. е предизвикот, тренирам повеќе од деценија и are you ready? Подготвен си? Yes, Physically, I'm ready. mentally? Yes, I'm Физички, ready. ментално. What would be the hardest point of the challenge if you are aware? Која ќе биде најтешката точка од предизвикот? Well, I have to say, it depends mainly on the conditions, but Зависи од условите временски. the hardest part is the start because it's the furthest part from the end. So Најтежок дел е стартот затоа што не е далеко од крајот, од финишот. You hope to see the finish? Се надеваш дека ќе го видиш финишот? yes, that. Окей. Сулейманка, бидејќи Џефри е роден и пораснат во Англија. Со македонско државјанство. Да, со македонско државјанство и со британско. Вие сте македонка, родена тука, замината на гурбет во Англија. Колку години сте во Англија? Повеќе од 26 години, таму студирав медицина. Родом сте од Делчево инаку. Родени во Делчево. Да. Каков е животот во Англија за еден македонец замина таму, за една македонка? Па сега добро е, времињата се променливи, така да подобро беше кога отидов пред толку многу години. Сега се смене тоа се, ама добро е сега има живот. Која е најголемата разлика меѓу животот тука и таму? Тука јас многу млада отидов на 21 година. Значи повеќе од adolescent life го поминав во Англија, така да мене и таму ми е дома. Да, значи и двете земји ги чувствувате како свој. Вие како мајка, кога слушнавте дека Џефри сака да го прави ова што ќе го прави, која беше првата реакција? Џефри плива професионално повеќе од 10 години сега и јас сум најголемиот навивач на Џефри. Имаше многу други надпревари, така 10 километри пливаше во реката Темза пред 3 години, исплива за 3 сата 6 минути и така да целта му беше да плива Ла Манш. И подготовките за тоа, мислам, се околу 2-3 години, ама и другите години со пливањето е. Да. Џефри, have you ever heard of the Ohrid Marathon? Си слушал некој за Охридскиот маратон? Yes. Have you ever been? Did you ever wanted to come to compete? Дали некој се сакал да се натпреваруваш? Да, многу сакам. Това сакам лани. Оваа година сакаше? Yeah, I wanted to do it last year, but because of I think we entered late, which meant that I couldn't do it last year, and I trained for it last year. Тренирал за минатата година поради касна пријава не успел да. And then the same thing this year happened, but because the Channel Swim and the Ohrid Marathon are so close together, it just wasn't possible to do both. Да, Ла Манш и Охрид се сега многу близко со датуми и затоа е скоро невозможно. Добро, have you ever been in contact with the Macedonian Swimming Federation to compete for Macedonia? Дали некогаш сте бил во контакт со Македонската пливачка федерација да се натпреваруваш за Македонија? Не сме, би сакале. Сега во Попладнево имаме состанок
во Министерството Во за Министерството спорт. за Министерот спорт, Борко Ристос. со министар. Тој не пропушта, тој ги прима Да, сите да. спортисти, особено надежните македонски спортисти, Да. а сите се надежни Па кога се се млади. надеваме сега здрави. Да, и на каков одговор какви беа првите контакти со македонската страна? Дали наидовте на позитивен одговор? Дека Да, веднаш ќе ве примат, веднаш ќе... Многу, ние имаме многу подршка од нашата амбасада во Англија. Имавме, пред да дојдеме за Македонија, имавме посета со амбасадорката и од целата македонци во Англија. Имаме Од многу заедницата, голема, од од заедницата, community, многу да. голема подршка. Да. Okay, Jeffrey, do you spend your days with some other Macedonians in England? Се дружиш ли со други македонци во Англија? Pa da ima, pa u London, ne Во Лондон? ne во мој град, знаеш. Добро. Pa, we have people, but you know, the presence of Macedonians in England is, you know, It's scattered around. it's very Значи, scattered. раштркани се Да, и, да, и да. не е баш лесно да се среќавате. Може би за Илинден, maybe for Илинден, you know, the holiday, Илинден, the uprising, востанието илинденско, Yeah, there is a big gathering. the biggest national day of Macedonia. Добро, најголемиот национален ден на Македонија. Инаку Джефри е многу заузет. Од Сабајле плива, Сабајле во 4 Да. станува, оди на пливање, зафанат. Значи сериозно се- Сериозно, да. се- И тој колку време 12 сати неделно, 13 сати плива. How Се did you за spend your days? You do only swimming or you do something else? Дали само со пливање се занимаваш или со нешто друго? Well, my swimming split up. It's between swimming in the pool and swimming in open waters. So it's a good mix of both. I don't just do swimming, you know, because it's good to do other stuff as well. When I swim so much, it's important that I don't just have my mind focused on totally swimming, because it's just not healthy, because we just do it so much. So I do other sports. I go to the gym and things like this. So it's good I mix it up, but obviously mainly it's just swimming and. Значи главно се занимава со пливање и тоа го прави повеќе пати во неделата, тренира и во базени, во отворени води и се занимава и со други спортови, бидејќи не е здраво да се сконцентрираш само на пливањето, иако пливањето му е главен фокус во животот до сега. Планираш пливачка кариера сериозна и во иднина. How old are you? We didn't ask you колку години имаш? Awesome, nice. So you're 18, so welcome to the adolescent Hvala. life. Добре дојде во светот на возрастните. Планираш ли да се обидеш да создадеш професионална кариера од типот на врвните пливачи? Do you plan to have a professional career, let's say, comparing to the other professional swimmers from your area? Yeah, it's definitely a possibility. I mean, it's important that I focus on what I'm doing right now. Make sure I actually complete this, you know, big task, and then afterwards, because of the overwhelming support I've received from what I'm doing, it's you know, it's very possible that I could carry this on in the future. Да, би сакал да го направи тоа и дека можно е да го постигне тоа, меѓутоа треба секако многу заложби. You are aware that you have to let some other stuff go in order to become a professional athlete. Yes, I understand. I only just finished now school, and so now this large chunk of time has been freed up. I can dedicate that more to what I love doing and training and just getting better. So, we wish you good luck. Ви посакуваме многу среќа, ти посакуваме многу среќа. Све се не дека треба во животот многу откажувања да има, све се не дека со поминувањето на адолесценцијата, дека во влегувањето во светот на возрастните, дека ќе мора да надживее некои работи во животот за да може да се сконцентрира на спортот. Она што би сакали вие како порака да го кажете на крајот на разговор за македонската публика, се надеваме дека гордо ќе го вее македонското знаме. Да, апсолутно. На крајот, на финишот. На финишот. Многу сме горди, така да Джефри гордо ќе го репрезентира нашата држава во трофејниот
маратон и најгорда мајка на светот. А ви благодариме што Благодариме. да, ви благодариме што утро бевте со нас. Уште еднаш ви посакуваме многу среќа, многу успех. Best of luck and send us some photos and videos with the Macedonian flag at the end. Да. Forget about the start. Just look for the end. Ќе ни испратиш фотографии и видеа со знамето. На крајот ќе заборавиш на стартот, нели, концентрира се на оно што треба да го видиш на финишот. Уште еднаш благодарност. Благодарам. Благодарам. Да.